Почитувани гледачи, вие ги гледате урбаните вести на МТМ телевизија. Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство испратила барања до кандидатите за градоначалници на локалните избори 2017 за вклучување на специјализирани сервиси за жени и девојчиња жртви на различни форми на насилство во предизборните програми. Како што соопшти од националната мрежа, пакетот сервиси опфаќа засолниште, шелтер центри, кризен центар, SOS линија, советовалишен центар за психосоцијална поддршка и бесплатна правна помош. Во продолжение ги гледаме насловите за денеска. Нови паркинзи за жителите на Козле. Децата од Огњанци добија нов детски забавен парк. Тони Трајковски го презентираше сработеното во изминатите 4 години. Како правилно да постапите со електронски отпад и кои се придобивките од неговото рециклирање. Со цел овозможување прописно паркирање на жителите на Козле, како и на родителите кои децата ги носат во градинката и во училиштето во непосредна близина, Општина Карпош го поплочува паркинг просторот на улицата Јурий Гагарин. Градоначалникот на Општина Карпош, Стефчо Јакимовски, го најави завршниот инфраструктурен зафат во насилбата Козле. Станува збор за проект со кој партерно се поплочува паркинг просторот на улицата Јурий Гагарин, број 6. Изведувач на градишните работи е фирмата SM Company, а паркингот зафаќа вкупна должина од 1968 квадратни метри. Првиот човек на општината објасни дека локалната самоуправа ја превзема оваа градежна иницијатива за да им овозможи на родителите кои своите деца ги носат во детската градинка Пролет и основното училиште Владо Тасевски, прописно да ги паркираат автомобилите. Поплочувањето на паркинг просторот се врши на местото на некогашниот канал, кој го затвори Општина Карпош. Овој дел беше атмосферскиот канал кој што го затвори Општината Карпош. Врз овој атмосферски канал правиме паркинг за сите граѓани кои што овде живеат, како и граѓаните кои што ги носат своите деца во училиштето и во детската градинка. Асфалтирана е ова улица која што е практично крак од Јурий Гагарин. Со комплетирањето на оваа инвестиција од Министерството за економија до насилбата Нерези, сите улици, рабници и тротоари се целосно реконструирани и реновирани, а заменета и атмосферската и фекалната канализација, нагласи Јакимовски. Нов детски забавен парк денеска беше пуштен во употреба во населеното место Огњанци во Општина Петровец. Детското игралиште е изградено во дворот на подрачното основно училиште Кочорацин. Општина Петровец на најмладите жители од општината им обезбеди уште едно катче за забава и рекреација. Станува збор за нов детски забавен парк кој децата од населеното место Огњанци од денеска ќе може да го користат. Детскиот забавен парк, кој располага со разни детски реквизити, се наоѓа во дворот на подрачното основно училиште Кочорацин во Огњанци. Истиот ќе им биде на располагање како на учениците кои ќе имаат можност да го користат како во наставна активност, така и на останатите жители на општината. Градоначалникот на Општина Петровец, Борче Митевски, најави дека за околу една недела ќе биде пуштено уште едно детско игралиште во населеното место Решаничино. Скоро во секое поголемо населено место имаме некаде по едно, некаде по две игралишта, односно детски забавни паркови. Во Огњанци ова е првиот детски забавен парк. Во Решаничино за 5-6 дена имаме во план да отвориме уште еден детски забавен парк во така нареченото Горно мало во Решаничино и ќе продолжиме во сите населени места да поставиме нови детски забавни паркови. Градоначалникот Митевски нагласи дека грижата за најмладите и обезбедувањето на услови за безгрижно детство се еден од нивните приоритети. И досега имаат изградено детски забавни паркови скоро во сите населени места. Подоцна во вестите следуваат неколку совети како да постапите со електронскиот и електричен отпад. А сега продолжуваме понатаму. Државната изборна комисија денеска започна со случајниот избор на членови на избирачки одбори. Случајниот избор, како што соопштија од Државната изборна комисија, ќе се врши од денеска до 25 август во просториите на Домот на Арама.
Избирачките одбори кои ќе ги спроведуваат локалните избори 2017 од денеска до 25 август треба да бидат комплетирани по случаен избор преку софтверот и базата на административци на Државната изборна комисија. Изборот ќе се врши во домот на Арама во присуство на членови на изборните комисии од 80 општини и градот Скопје. Најдоцна до 26 август пак од Општинската изборна комисија предлози за членови на избирачките одбори и нивните заменици треба да достават и политичките партии во опозицијата, кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови, и политички партии на власт, кои исто така на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови. Општинските изборни комисии најдоцна до 27 август треба да ги формираат избирачките одбори, што ќе ги спроведуваат локалните избори закажани за 15 октомври. Од вчера течат роковите за увид во избирачкиот список, што ќе трае до 9 септември на полноќ и за собирање потписи пред овластени представници на Државната изборна комисија за предлагање на листа на кандидати за градоначалник и за членови на советот на општината од група избирачи. Собирањето потписи ќе трае 15 дена, односно до 4 септември на полноќ. Градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски денеска ги презентираше проектите кои се реализирани во оваа општина во изминатите 4 години. Тој нагласи дека е работено на стотици проекти кои ги подобриле условите за живот на своите граѓани. Изминативе 4 години во општина Газибаба се работеше на реализација на стотици проекти кои ги подобрија условите за живот на граѓаните. Ова на денешната пресконференција го истакна градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски. Тој нагласи дека од 318 предложени проекти во 2013 година, досега се реализирани 292 проекта, или 92%. Дополнително се реализирани уште 76 проекти како резултат на барањата на граѓаните. Трајковски презентираше дел од реализираните проекти. Асфалтирани се 82 улици во должина од 36 километри во повеќе населени места. Тампонирани се улици во должина од 59 километри. Изградени се тротоари, пешачки патеки и плоштади на површина од 19.650 метри квадратни во населбите Кирил Петрушевски, Маџари, Триангла, Автокоманда Железара и Ченто. Исто така досега на територијата на Газибаба изградени се повеќе паркиралишта, водоводна мрежа, атмосферска и фекална канализација во повеќе населени места. Изграден е простор за паркирање во површина од 5820 метри квадратни во населбата Триангла, Автокоманда, Хиподром, Ченто и Маџари. Изградени се 11 километри водоводна мрежа во Раштак, Булачани, Страчинци, Инџиково, Кирил Петрушевски, Хиподром 2, Ченто, Гоце Делчев, Сингелич и Стајковци, како и нов резервар за вода во населеното место Раштак со површина од 120 метри кубни. Изградени се атмосферски и фекални канализации во должина од 31 км, и тоа во населените места Стајковци, Сингелич, Економија, Инџиково. Изградена е дел од мрежата и во Хиподром 2, Триангла, Трубарево, Јурумлери, Ченто, Керамидница, Црешево и Колонија. Трајковски ги потенцираше проектите од значење на младите жители, како што изградба на ново основно училиште во Железара, во градба основното училиште Вера Јоцик во Хиподром и реконструирани се сите 15 основни училишта. Изградена е градинката Морковче, а реконструирани се 10 објекти на градинките Детска радост и 25 мај. Исто така изградени се повеќе спортски и детски игралишта и една спортска сала, а со јавно-приватно партнерство во соработка со спортскиот клуб Вардар изграден е најмодерен тренинг камп за фудбал. Трајковски најави дека до крајот на годината ќе се асфалтираат улици во Трубарево, Јурумлери и Дризово, ќе се продолжи со изградба на фекалната канализација во Гоце Делчев, Јурумлери, Црешево и Смилковци, а издвоени се средства и за откуп на земјиште за изградба на градинка во Стајковци. Кои се штетните последици од е-отпадот? Како да се ослободите од него и кои се придобивките од правилно рециклирање на стари електрични и електронски уреди? Гледате во прилогот што следува. Црно-бели телевизори, телефони, батерии и многу други стари или хаварисани електрични уреди речиси секојдневно може да се видат на улиците и зелените површини во метрополата. Нивното фрлање во контейнер за отпад е казниво, а многу малку граѓани имаат навика овој електронски отпад да го однесат во специјализирано депо за таа намена.
Во последната деценија, технологијата се менува со навистина брзо темпо, што значи дека со исто тоа темпо таа застарува. Како технологијата ќе застари и ќе стане неупотреблива, често знаеме да ја оставиме во некој ќош во подрумот, а при тоа да не сме свесни за штетата која може да ја предизвика. Во многу случаи видливиот дел на електронскиот производ е неговата надворешна школка. Освен ако обвивката е скршена, ние ретко можеме да ги видиме огромниот број на електронски плочи, жици и електрични приклучоци кои прават всушност уредот да функционира. Но тие внатрешни механички органи исто така се и токсични. Збир од тешки метали и други хемиски соединенија има во нашиот лаптоп или телевизор. Отпадот содржи состојки како олово, жива, арсен, бакар, хром, никел и цинк, кои представуваат потенцијални ризици по нашето здравје. Отпадот е токсично наследство на нашата дигитална ера. Нашиот електричен отпад ја загадува водата за пиење и му штети на целиот екосистем во светот. Материјалите од кои се изработуваат електронските и електрични апарати на денешната технологија може да бидат токсични за луѓето и околината. За среќа тие се рециклираат и може да се пренаменат. Овој вид на отпад не смее да заврши на депониите. Во продолжение ќе ви представиме неколку начини како едноставно да се ослободите од електронскиот и електричен отпад и да помогнете во зачувувањето на здрава и чиста животна средина. Најпрво треба да се информирате што представува отпад и кој е колективниот постапуваш со отпад во вашата општина. Однесете го вашиот стар телевизор, акумулатор или сличен дотраен електронски или електричен уред до најблиското општинско собирно место за отпад или информирајте се како да постапите со ваков вид отпад. Сите искористени батерии, неупотребливи компјутерски делови, телефони и слични производи, селектирајте ги и отстраните ги од домовите. Придобивките кои ги имате од рециклирање на отпад се зачувување на природните ресурси, бидејќи рециклирањето обновува вредни материјали од стара електроника, што може да се користи за да се направат нови производи, како и заштита на околината, затоа што безбедното рециклирање на застарена електроника промовира здраво управување со токсични хемикалии, како што се олово и жива. Во тек е пријавувањето за турнирот во мал фудбал Скопје 2017. Повеќе информации следуваат за кратко. Францускиот кинематограф Пиер Лум е овогодишниот добитник на наградата за животно дело Златна камера 300 на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки. Светски познатиот француски кинематограф Пиер Лум е добитник на наградата за животно дело Златна камера 300 на 38-то издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки, што ќе се одржи од 23 до 30 септември во Битола. Лум има богат опус со повеќе од 100 филмови, околу 60 целовечерни играни документарни и кратки. Еден од најдобрите снимени филмови на Лум е Сирано од Бержерак во 1990 година. Лум освоил значајни филмски награди, Бафта, наградата на Британската филмска академија, францускиот Сезар за најдобар кинематограф и други. Наградата Голема звезда на македонскиот филм ќе биде доделена на институцијата Вардар Филм во годината кога слави 70 години од нејзиното основање. Македонскиот документарен филм Планински кавијар премиерно ќе биде прикажан вечерва во Куршумлијан во рамки на фестивалот Македокс. Во рамки на фестивалот Македокс вечерва од 22 часот и 30 минути во Куршумлијан премиерно ќе биде прикажан документарниот филм Планински кавијар од Јордан Дуков. Ова е втора премиера на македонски документарен филм по филмот Со љубов на Атанас Ѓоргиев, со кој се отвори фестивалот. Синоќа во Даут Пашинаман почна работилницата Една слика и 1000 зборови. Работилницата ќе трае до 25 август, а е за визуелна нарација, што е лајт мотив на годинашниот Македокс. Вчера се одржа и светската премиера на филмот Град на светлината на словеничкиот автор Марко Кумер Мурч. Додека предходната вечер на 20 август беше промовирана книгата Социјалниот архетип во документарниот филм од Маријана Котевска-Георгиева во издание на Арсламина публикации. Нови содржини и програма се најавуваат за овогодишниот турнир во мал фудбал Скопје 2017, кој се одржува во спортскиот центар Ново Лисиче.
Пријавувањето екипи за 6-тиот поред турнир во мал фудбал Скопје 2017 кој се одржува во спортскиот центар Ново Лисиче е започнато, информира денеска од општина Аеродром. Турнирот има паричен награден фонд од 300.000 денари и го организираат општина Аеродром, град Скопје и училишниот спортски клуб Блаже Конески. Заинтересираните екипи може да се пријават на телефонскиот број 078 892077. Годинава, како што информираат организаторите, турнирот ќе биде збогатен со нови содржини и програма, кои ќе бидат дополнително објавени. Од утре следува период на претежно сончево време со посвежи утра. Дневната температура ќе биде во постепен пораст, така што во деновите од викендот ќе биде во интервал од 30 до 38 степени. Регионалниот центар за управување со кризи соопшти дека без електрична енергија утре од 7:30 до 14:30 часот ќе бидат корисниците од дел од селото Горно Соње во општина Сопиште. Од 9 до 13 часот ќе бидат и корисниците од дел од селото Долно Соње. А во период од 9 до 13 часот без струја ќе останат и корисниците од дел од улицата Панајот Гиновски во општина Ѓорче Петров. Со оваа информација ги завршуваме денешните урбани вести, а повеќе информации има на нашата веб страна mtm.mk. Имајте пријатна вечер.